колку и да звучи претенциозно, ако главната скопска улица или тоа улицата Македонија или улицата на поранешна Маршал Тито, можеме да споредиме со таа главна париска авенија, од авенијата на Шанс-Елизе, тога се поставува прашањето како е возможно да таа мала улица некаде во должина од 400 до 500 метри, заедно со плошта од Македонија во наредните неколку месеци да бидат начичкани 10 до 15 споменици, а на таа голема авенија во Париз да има само единствен споменик, тоа е споменикот на Рузвелт. Ги именуваме државните празници, но се нови државни празници. Утре ќе се смени власта, ќе укинува одредени државни празници. И никако од тој магијапсан круг, не само што не можеме да излеземе, туку почнавме и на споменици да го префрламе. Па кога ќе победи, не знам, некој градоначалник на СДСМ или на ВМРО, не знам, по Центар или по Штип или по, не знам, Дебар, така ќе градат разни споменици. Лош филм почнуваме да сонуваме и лош филм почнуваме да реализираме. Видите, господин Ефтов, јас реков ќе повторам. Многу е лесно се направи лош споменик. Тешко се направи добар споменик, но уште е потешко да се симне лош споменик. Уште е потешко. Ке мора ли да симнуваме некои споменици? Веројатно да, сигурно да. Тоа иднината ќе го каже. И јас не би сакал сега да на себе соберам модерна гнев од одредени пријатели, колеги, кои ги почитувам, према кои имам однос, така. Мислам, ја би кажал, ако тоа допре до некого, па да тоа помогне. Но знам дека нема да помогне, затоа е безпредметно да не говориме. Јас што имам да ви кажам за спомениците, ви кажав. Мојата идеја за площадот ви ја објаснив. Мислам дека нашето Шанс-Елизе пренатрпано. Тие скулптури се вредни, тие се добри скулптури, скулптурици мали, да се соберат во еден парк, во еден Луна парк, кај што има млади луѓе, кај што се пензионери шетаат, да тие ја развеселат средината, но не можете вие, се не можете во паркот на Шанзели да поставите девојчиња кај говоре на могилки, не знам, мали деца со стари лица, за жало дека Кармин, некој скулптурче, некој може со нога да го шутне, поставите една крстна патука како оди на пешачки прилаз, се река, почет некој прваче од прво деление, мислам, не, тоа е недолично, тоа не е некоја мачка, некој глобус, стана на која глобусот е прекрасен као форма, мачката ништо не значи, што авторот на таа мачка не знае да направи мачка. Не е едноставно се направи мачка, не е едноставно се направи коњ. Треба да видиме тек сега што коњици, на какви мали коњи ги искочи Гоце Делчев. Слушам дека биде многу куси, многу мали, кратки, изгледат Гоце Делчев ќе го покажат на пони. Но ја не знам, ќе видиме, али ја што слушам, од има колеги кои одат кај колегите во ателје. Александар, на каков конј ќе оставиме? На Букефал? Немам појма, ја не знам, ја не сум вклучен во тоа. Ако вас директно ве прашам, кој човек кој е тука во Скопје, кој обавувал функции од една или од друга страна, сте бавиле со политика, сте критикувале политиката и така натаму, што за вас било прифатливо, не знам, имало 15 на идеи, 5 или 6 од нив најреални во изминатите 10-15 години. Мајка Тереза, Јосип Брос Тито, Александар Македонски, Денес Тоше Проевски и словенските просветители. Што за вас би било најприфатливо? А јас јавно една се искажав дека словенските просветители мене ми се најблиски. И какви генерации на македонци ние со сите овие силни пораки, почнувајќи од спомениците во центарот на Скопје, без разлика дали ке Александар Тоше, словенските просветители, Мајка Тереза, Јосип Брос Тито, не битно. Еден обнимус на едно шаренило на како некоја шаховска табла, како не знам како веќе да го како некој да се сите ќе се препознаат во нешто и во ништо во исто време. Едно измешано чувство, еден ток би рекол сега во блиска иднина која не знаеме кај ќе не однесе. Едно политичко, едно историско виножито на одреден начин, ако можем да дефинираме. Знаете, во историјата сите оние кои што ги контролирале главните лостови на моќта и на власта, она што го правеле секогаш сакале да го обележат и просторот. Со одредени споменици. Споменици, тоа се оние градби. Јас сум еве во тоа сфера, наречиме на она што ја го нарекувам. А најголемите споменици во Москва со време на Сталин направени, да речеме. Не знам, најубавите градби во Германија се во времето на Хитлер. Мислам колку да е изнасилена и груба можеби секоја споредба. Па оние кои што имале апсолутна власт, главните улици во Париз се Наполеон. Граделе тие монументални тие се од пота, од трудот, од жртвите на милионите луѓе кои што работат за тоа. Значи најголемите освојувачи граделе најголеми цркви. Нашите најголеми бизнисмени ги градат најголемите цркви. Тоа што е, реков, тоа
Може би тука има некоја логика по нешто да се тие пари вратат пак за народот на некој начин, но некое морално овдека сепак за станува збор денеска за мене за освојување на просторот или за негово некако маркирање, обележување, сепак е потребна една поширока расправа за тоа. Ние тоа го немаме. Треба генерации и луѓе да се поисtovјат со тоа. Кај нас спомениците наместо да некој начин сближуваат, да праќаат одредени символи, на кохезија, на европска Македонија, тие не карат и не делат. Тоа беше и во социјализмот, знаете како ми се гледаат тие монументални споменици.